За нас и за вас, драги гледачи, Пасио Бенд, навистина уживавме во оваа номера. Прекрасна атмосфера кај нас во студио. А сега е време да зборуваме за едни вешти раце. Вешти раце што од најмала возраст ги создаваат најубавите алки, најубавите гердани, но денеска ќе зборуваме со неа за тоа што значи 1 март. Изабела Ристовска, која што ни изработува мартинки. Добар ден и добре ни дојдовте. Добре ни дојде, Изабела. И не случајно избравме денеска, рековме неделја 1 март. За 1 март ова што е символично се мартинките, ама не денеска сакавме не оние повозрастните, туку оние помалите што ја чуваат и негуваат ова долга традиција. Изабела ни доаѓа од Велес, така? Да. Како патуваш утро рано ли стана? Па да. И сега ќе ми кажеш зошто и како почна ти да изработуваш мартинки? За да не пробивам многу долго време на телефоните и таблетите, одлучив да изработувам мартинки и белези, ланчеви и гердани. Значи ти се тоа сама на своја иницијатива почна да го правиш? Знаеше нешто како се прави на почеток или се научи сама? Па со помош на сестра ми, татко ми и мајка ми, научив сама. Одлично. Еве тука нашите гледачи имаат можност да видат една мартинка изработена од вештите раце на Изабела. Сега мене ме интересира, сакам да прашам, како почна со мартинките, дали некој те учиш и дали знаеш зошто се изработуваат мартинки и зошто се носат мартинки? Па за да ги изработам мартинките ми помогна сестра ми, а мартинките се културно балканско наследство. И се ставаат секогаш на 1 март на раката? Дали треба да се замисли желба? Па, мислам дека да. Ти носи, колку време ти треба и да може да им покажеме на гледачите како изработуваш мартинки, имаш и специјална опрема за тоа, така? Да. Од каде ја најде, како ја набави, кој ти помогна? Па ми помогна татко ми и сестра ми и тие ми ја дадоа за подарок. За подарок. И може ли да ни покажеш како оди сето тоа? Може. Со негова помош ми Така, ти ми треба објасниш се. 2 црвена конца и 2 бели. И ги поставуваме како рамно и ги израмуваме од двете страни. Добро. И го ставаме другиот црвен конец. И исто така го израмуваме. Дали правиш на твоите пријателки мартинки? Сите имаат веќе? Па не знам дали имаат сите, но имам направено неколку. Оно што сака може да добие, може да се навече, така? Да. Потоа ги ставаме белите Добро. и ги израмуваме. И го ставаме другиот бел конец. Така. И после како И оди се сето води тоа? вртењето, претпоставувам. Да. Ќе можеш ли да го правиш тоа? Ти треба помош? Не ми треба. Добре. Долниот конец го ставаме нагоре и потоа третиот конец го ставаме надоле. И го вртиме и после истото само со белите конци и пак го враќаме на место. И цело време е истата постапка. И колку време е потребно за да се направи една мартинка? Па некаде може 15 минути, така некако. А тука во оваа кутија имаме и друг тип на белези кои што ги Да. изработуваш, а колку време е потребно за нив? Повеќе од мартинката? Па помалку е од мартинката, околу 3 до 2 минути може, или една. Значи мартинката е најтешка и најмногу време треба за неа да се Да, работи. бидејќи е со конци, а другите се само со монивца. Аха. Може да ги видиме? Да, ќе ги Може. видиме. Само на што исто така јас сакам да прашам, каде видите? Има некој дома од кај тебе што изработува мартинки, претходно си знаел или некаде од интернет виде па ти се јави желба? Па не, едноставно татко ми ги донесе Аха. и сестра ми најде начин, ми помогна и јас
со нејзини инструкции почнав да правам. И што сакаш повеќе да изработуваш, мартинки или ваков тип на накид? Па поинтересно ми е мартинки. Вие ти треба повеќе време и концентрација или? Да, Сега, овие мартинки што се изработени од тебе, еве ќе покажем и нешто, тука има и име. Овие мартинки може ли некој да си ги нарача ако сака некој денеска да има? Ги продаваш, ги подаруваш, како може да... ги продавам, да, и кој сака може да си купи, да се разбере. Како може да ги најде? На мојата страна Вешти раце можете да ми пишете и јас ќе ви одговорам и вие ќе ми кажете какава да биде и јас ќе ви ја направам и ќе ви ја дадам. И ќе испора Вешти раце, еве може да видат гледачите и кутијата Е изгравирана? е направена баш така како што треба и таа на неја пишува. Колку Вешти раце. години имаш, Изабела? 9, но денес ќе правам 10. Инако на Изабела денеска е роден ден. Може ли сега вака, сите заедно со една песна да го честитаме роден денот на Изабела, бидејќи немаме подарок затоа што не знаевме ти денеска е роден ден. Хајде да почнеме и да го честитаме роден денот, може ли? Нека ти е среќен роден денот. Да си жива и здрава и некако има символика во ова родена на 1 март и ги изработуваш најубавите И мартинки. она што е многу битно кога сме кај роден дените. Денеска има многу луѓе кои што слават роден ден, што се родени на 1 март, некои полни 10, некои полни малку повеќе од 10 години, ама веќе искористам прилика на сите што слават денеска роден ден, да им го честитаме, да бидат живи и здрави, да им се исполнат сите желби и да им се множат годините. Така да, Изабела, јас се надевам дека ќе се сретнеме и кога ќе помниш, да кажеме, 20 години, па ќе ни дојдеш со многу повеќе рачни изработки што ги имаш И јас се подготвени. надевам. Значи ќе продолжиш ова да го правиш. Да. Те исполнува? Да. Имав едно прашање кога Не прашав сакам години. друго, не за годините. Јас сакам да им кажем на гледачите дека Изабела не се занимава само со тоа. Таа свири виолина, има други многу активности. Ајде да им кажеме на гледачите со што се прво се занимава. Се свирам на виолина, одам на приватни часови англиски и тренирам карате. Прекрасна спојка на уметност, на спорт, на физичка активност и на креација. Кажи ми, што најмногу сакаш од ова да правиш или не можеш да одделиш едно нешто? Се. Па не можам, се ми е исто така прекрасно и ме насмејува. Те исполнува, значи може да ни бидеш повторно гостинка и со виолината, и со карате клубот. И кажи ми како си го организираш времето, како наоѓаш време за се, значи ли тоа како што рече на почетокот, имаш време за сега најмалку за телефонот? Да. Си го распоредувам, ќе си дојдам од школа, ќе си ќе си средам се што треба, па ќе отидам дали на виолина, дали на англиски или на карате. И после тоа ќе направам може нешто мартинки или белегзи, па потоа ќе вежбам карате или виолина или англиски. Вистински убаво исполнето време и јас се надевам дека многу дечиња кои што те гледаат сега ќе се инспирираат и можеби ќе научат како да прават. Не мора мартинки, може нешто друго да се најде и да се прави. И она што е најбитно, ќе научат дека има многу убави забавни нешта, а не мора да бидат телефон. Така? Да. Да ги поздравиме твоите другари од училиште, да кажеме во кое училиште учиш во Велес, кое одделение? Јас сум 4-то одделение и учам во Васил Главинов и имам да ги поздравам наставничката Оливера Нецинова и моите другари од школа и наставничката по виолина Менка Богоева и мојот карате клуб Гладиатор. Поздрав до сите и од нас и се надевам дека ќе имаме прилика да се дружиме и со нив, а тебе ти благодариме што ви на оваа возраст ја чуваш и ја негуваш една долга и вековна традиција
и верувам дека ќе ти се исполнат сите желби, ќе се славиш многу родендени и можеби некој ден на рачните изработите од хобите ти преминат во некоја професија, па ќе те видиме како и некој голем уметник или пак дизајнер некаде низ светот. Се надевам. Благодарам уште еднаш што денеска дојде кај нас во студио и те очекуваме и со виолината, но и со карате клубот. Во ред. И сега уште едно само да им кажеме на сите гледачи што ќе сакаат да имат Мартинка денеска, како може да те најдат и да се нарачаат? На Facebook имам страница Вешти раце и можете да ми пишете упорака и да си одберете големина и бои. Ете така, И ќе добие. Да. сите гледачи кои што сакаат Мартинка, сплетена од вештите раце на Изабела, можат истото да го направат преку нејзината Facebook страница. Благодарам уште еднаш Изабела што ни беше денеска гостин во студиото. Ништо, нема проблем. Благодарим уште еднаш. Изабела е пример дека кога се сака, се може и ова беше наш начин да покажеме дека треба да се ја чуваме и негуваме традицијата уште од мали нос. А сега е време да одиме повторно со музика и повторно ги имаме Пасио Бенд и ќе не подсетат на еден голем хит, на едно големо музичко. Има ова песна втор пат се пее на наше, верувам, задоволство на нашите гледачи во оваа емисија. Мајо Джаклиевски, Сребрени улици, а овој пат Ивана Карајан и Пасио Бенд.